Во новото издание на DigiPlus, деталите за новиот производ кој што го најави Меск, а е директна конкуренција на Gmail. Ќе погледнеме и новата прошетка на Optimus, роботот на Илон Меск. Ви ги представуваме најинтересните новитети кои беа презентирани на Светскиот конгрес за мобилни телефони, кој се одржа оваа недела во Барселона. Од флексибилни мобилни до летачки автомобили. Ви ги представуваме невројатните 3D печатени чевли, кои се прилагодуваат на вашите стапала. А ќе се задржиме и на трите најдобри тркачки игри за мобилен телефон. Бидете со нас до самиот крај. Добрододовте во новата дигитална дружба со DigiPlus. Со нетрпение очекуваме да ви ги презентираме сите диги новитети кои оваа недела беа представени на Светскиот конгрес на мобилни во Барселона, но и се она што го задржа нашето внимание. Почнуваме со најавата на Илон Меск за она што тој и неговиот тим го финишираат, а тоа е новиот Xmail, односно конкуренцијата на Gmail. Ви ги откриваме сите планови на Меск за оваа тема. Генералниот директор на Тесла и SpaceX, Илон Маск, на својата социјална мрежа X објави дека наскоро ќе лансира нов производ наречен Xmail, кој ќе биде алтернатива за глобално користениот Gmail. Пристигнува, одговори Меск на прашањето дали планира да ја покрене услугата Xmail, но не откри детали за тоа и кога ќе стане достапна за јавноста. Неговиот коментар е одговор на прашање на член на програмата на безбеден инженеринг на X, Нейт Мегрейди, кој праша кога ќе го правиме Xmail. Меск го презаде X, односно поранешниот Twitter во 2022 година и воведе бројни промени на таа социјална мрежа. Според податоците на Forbes, Gmail моментално има над 1,8 милиарди активни корисници ширум светот, што е околу 30% од глобалниот пазарен удел за клиенти со електронска пошта. Кога веќе стартувавме со плановите на Меск, веќе зборувавме во минатите емисии за неговиот робот Optimus, кој веројатно доби значителна надградба, па во новото видео тој може сам да се движи, но и да се врти лево и десно. Да погледнеме заедно. Маск се појави на својата социјална мрежа X за да го сподели клипот со своите многубројни следбеници. На видеото се гледа како хуманоидниот робот Optimus се шета низ лабораторијата. Американскиот бизнисмен го опиша токму вака ова видео и брзо собра милиони прегледи. Во видеото кое трае 1 минута и 18 секунди, Optimus може да се види како сам оди без никаква помош, а за прв пат јавноста можеше да го види и како врти лево-десно додека оди. Тоа е приказ на напредокот во движење на роботите што досега не бил демонстриран. Откако погледнавме кои се преокупациите на Илон Меск овој период, во продолжение ве водиме во Барселона, на последното издание на Светскиот конгрес за мобилни телефони. Оно што го привлече нашето внимание беше флексибилниот, сателитскиот, но и телефонот со додатни лејки, кои ви ги презентираме во продолжение. Заедно да видиме што се светските новитети во мобилната индустрија. Телефоните бенди и сателитските врски беа меѓу најиновативните што беа прикажани на Светскиот конгрес за мобилни телефони оваа година. Откачени иновативни мобилни телефони беа изложени на овогодинешниот Светски конгрес за мобилни телефони во Барселона. Мобилниот телефон со концепт за адаптивни екрани на Моторола и Леново е флексибилен и може да се наведнува околу зглобот, може да се свитка и да стои неподвижен. Пазарот на мобилни телефони е особено предизвикувачки во моментов, бидејќи е доминантен од два големи играчи, Apple и Samsung, рече Бен Вуд, аналитичар. И тоа е една од темите што ги гледаме овде на МВЦ од некои од тие играчи. Сосема очекувано, имаше неколку концептуални телефони поврзани со вештачката интелигенција на екранот. Телефонот на Deutsche Telekom има разговори со корисниците наместо да користи апликации. Им ги резервира летовите и хотелите што им се потребни. Прави видео од нивните снимени спомени или им дава препораки за места што сакаат да ги посетат.
Huawei, кинеската телекомуникацијска компанија, обезбеди 4% глобалниот пазар на мобилни телефони минатата година. Но во Кина приказната е поинаква, каде повеќе од половина од сите продадени телефони се од брендот. Така донесе еден од своите најнови модели во Барселона, Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Ран Сан, менаџер на портфолио на производни на Huawei, ги демонстрираше своите можности за фотографирање, велики дека камерите го издвојуваат. Нормално на кој било паметен телефон, телефонските леќи се фокусираат на одредено растојание и кога одите на вистина блиску до некој објект, нема да можете да фокусирате толку многу, рече тој. Но овде ставивме две групни леќи во модулот на камерата, кои можат релативно да ја променат нивната позиција, што ја прави камерата способна да фотографира на секаде од 5 см до бесконечност. Технолошкиот саем е исто така место каде што брендовите, за кои веројатно никогаш не сте ни слушнале, ги ослободуваат своите производи, насочени кон таргетираниот пазар. Компанијата од Обединетите Арапски Емирати, Тураја, го лансира својот нов Skyphone. Доаѓа со цврст екран кој издржува силни удари и може да преживее под метар вода 10 минути. Но покривањето на сателитот е она што го издвојува. Кога нема достапна мрежа за мобилни телефони, сепак можете да остварите повици со поврзување со сателити. Доаѓа дури со продолжена антена за да го зајакне тој сигнал од небото. Skyphone е уникатен затоа што нуди проширување на мрежата без мака да се помине низ копнената мрежа. Вели Сулејман Ал-Али, извршен директор на Тураја. Значи, кадина можете да стигнете до небото, може да ја имате вашата поврзаност, додаде тој. Телефонот ќе има покриеност во повеќе од 150 земји и се очекува да биде достапен во втората половина на оваа година. А не е наменет само за смелите истражувачи кои патуваат од оддалечените дестинации. Тие се насочени кон секој кој не сака да се потпре на копнените мрежи. Кади да одите и ја имате таа поврзаност, рече Ал-Али. И понатаму остануваме на Светскиот конгрес и оние новитети кои беа презентирани пред само неколку дена. Оно што го привлече големото внимание беше моделот на летачки автомобил. Добро слушнавте, автомобил кој може да се вози по патишта, но кога ќе затреба може и да лета. Think about this. 5 p.m. in Detroit, San Francisco, London. Today, a horse is faster than a car. Работен модел на автомобил што може да лета на техничкиот саем на Mobile World Congresses во Барселона има небесни амбиции. Летечкиот автомобил Алеф беше представен во Барселона како прототип на возилото на иднината. Го развива истоимената компанија со седиште во Калифорнија. Компанијата сака да произведе автомобили кои можат да возат по патишта, но и да полетуваат и слетуваат вертикално и да летаат низ воздухот. Тоа е навистина летечки автомобил, како оној кој што го знаеме од научната фантастика, вели Константин Кисли, главен технички директор на Алеф Aeronautics. Значи, вози и лета, па зошто треба да има опција за летање? Беше едно од прашањата. Како би можеле ефикасно да возите без сообраќај? Па зошто да возите? Праша друг. Опцијата за возење е целта да не се промени постоечката инфраструктура. Компанијата веќе има изградено 2 работни прототипа. Тие може да превезуваат 2 лица и целта е да имаат опсек на повеќе од 320 километри. Исто толку опсек и за летање. Има 8 мотори, електричен погон. Ние ги користиме батериите литиум полимер, достапни на пазарот. Така што идејата е да излеземе на пазарот што е можно побрзо. Не сме особено заглавени на конкурентниот погон, за да можеме да користиме водород, например. Но и водородни кели, да, дефинитивно, вели Кисли. Алеф предпоставува дека овие автомобили првично ќе чинат околу 376.600 евра, кога првпат ќе се појават на пазарот. Но тие се надеваат дека ќе ги намалат трошоците поблиску до цената на типична лимузина, откако ќе бидат пуштени во производство. Компанијата верува дека летечките автомобили се решение за ослободување од пренатрупаните патишта. Ние се занимаваме со решавање на сообраќајните проблеми. Тоа е голем предизвик за градовите, за човештвото. И тоа е она што го правиме. Размислуваме да го искористиме воздушниот простор, објаснува Кисли. Алеф се надева дека ќе започне со производство до крајот на 2025 година, кога очекува и дозволите за користење на воздушниот простор да бидат прилагодени. Алеф е една од неколкуте компании кои развиваат многу воздушни такси возила и прототипи на воздушни автомобили ширум светот. Изгледа неверојатно, но ќе се сложите со мене дека ќе почекаме некоја година кога производството ќе биде поголемо, цената поевтина, а исто така истестирано како што треба.
Уште една иновација за која што ќе почекаме некоја година, но веројатно ќе сакаме да имаме, се неверојатните 3D печатени чевли кои се прилагодуваат на секое стапало индивидуално. Како функционираат и зошто се толку корисни, ви откриваме токму сега. Ви здодеа да ги носите истите неудобни чевли кои не се прилагодени. Не се грижете, затоа што во следните неколку години овие 3D печатени чевли кои се прилагодуваат на вашите стапала врз основа на податоци би можеле да излезат на пазарот. Аса Ашуах, креаторот на футуристичкиот пар 3D печатени чевли, вели дека тие се способни да ве проучуваат во текот на времето и да се подобрат себеси. Чевлите WOW AI, кои моментално се изложени во музеот на иднината во Дубај, ги поместуваат границите на науката и дизајнот. Тимот за овие убави чевли се надева дека ќе ги извади од музејската полица и во рацете на корисниците во следните 3 години. Сите сме малку различни. Некои од нас имаат мали, други големи стапала. Истото важи и за нозете, кои можат да бидат тенки, долги или големи. Ова е нешто сосема друго. Овие чевли се направени за вас, рече Ашуах, кој работи во првите редови на 3D печатењето и дизајнот од раните 2000-ти. Глобалната индустрија за обувки е многу профитабилна, вредна околу 360 милиарди евра во 2022 година, според истражувањето на Организацијата за истражување на пазарот. Но многу од чевлите на пазарот остануваат масовно произведени и доаѓаат во стандардни големини. Ова значи дека има изобилство на ефтини и тренди чевли кои не се нужно прилагодени на различни типови на стапало. Како функционираат чевлите? Чевлите WOW AI се опремени со 3D печатено коло кое содржи сензори за собирање податоци. Овој проект, финансиран од Европската Унија, е соработка помеѓу компании, вклучувајќи го и студиото на Аса Ашуах. Обувките проценуваат дали притискате навнатре или нададвор, дали добивате или губите тежина, колку се потите. Чевелот ја поддржува вашата нога и се обликува околу неа, вели Ашуах. Корисниците на крајот ќе го носат она што Ашуах го измислил, првата генерација чевли, кои собираат податоци за да бидат испратени од втората генерација чевли, складирани во виртуелен облак. Откако ќе се соберат доволно податоци, чевлите може да се испечатат 3D. Ќе треба да почекате околу 1 година пред да ги испечатите. Или подолго ако сакате да бидат уште поприлагодени, рече Ашуах, кој се надева дека ќе создаде еден пар од околу 235 евра и друг премиум пар со цена од 500 евра. 3D печатењето станува се повообичаено во различни индустрии, почнувајќи од медицинскиот свет до автомобилскиот сектор. Овој просперитетен глобален пазар вредел околу 18,8 милиарди евра во 2023-та, а прогнозите сугерираат дека тоа би можело да порасне за 23,5% до 2030-та, според истражувањето. За да ги носат чевлите, корисниците не само што мора да платат висока цена, туку и да ги дадат своите лични податоци. Чевлите следат како се движат корисниците, но исто така и собираат податоци за нивната надворешна средина преку следење на времето, например. Можете да завршите со чевел кој што ја приспособил својата вентилација за вас, во зависност од тоа дали поминувате повеќе време во топла или ладна средина. Видот на теренот на кој што се наоѓате исто така може да се процени за да се промени тежината на чевелот, рече Ашуах. Тие можат да имаат и здравствени придобивки, тврди дизајнерот. Можеме драматично да го подобриме животот на диабетичарите со прилагодување на чевлите на нив, бидејќи тие можат да страдаат од рани од притисок на нозете, додаде Ашуах. Обувките WOW AI секогаш изгледаат поинаку во споредба со вашиот конвенционален пар Nike, например. И за некои тие може да бидат дури и тешки за очите. Сето ова е дел од естетиката што Ашуах сака да постигне. За дизајнот бев инспириран од човековата кожа, например. Можете да видите дека чевелот има и вени, објаснува тој. Иновативниот дизајн исто така игра улога во следната голема цел на дизајнерите: да вградат регенеративни материјали кои може да се подобрат и поправат самите себе. Додека размислувате дали вашите чевли би ги замениле со овие 3D печатени, ќе направиме мала пауза. Но по рекламите ќе биде возбудливо, затоа што ќе ви ги представиме најдобрите 3 игри со трки за мобилни телефони. Продолжуваме за неколку минути. Бидете така.
Добре дојдовте назад, го следите новото издание на Digi Plus, во кое што верувам дека уживате доколку не следите од самиот старт со сите оние иновации кои што ви ги презентиравме досега. А во продолжение ќе уживаме со малку адреналин, возбуда преку тркачките игри. Поточно ви ги презентираме трите игри кои што беа најдобри во 2023. Па вие кои што сакате такви игри за вашиот мобилен телефон, внимавајте добро. 3, 2, 1, go! Како што брзаме кон иднината, мобилните игри исто така забрзано напредуваат во многу брзо темпо, што го прави искуството уште повозбудливо, па време е да зборуваме за најдобрите мобилни тркачки игри досега. Овие мобилни тркачки игри имаат мазна графика, реална физика и огромен избор на автомобили, кои може да се променат за да одговараат на преференциите на играчот. Ова создава возбудливо тркачко искуство што може да се игра насекаде. Ако сте обичен геймер кој бара брза возбуда или вистински фанатик за брзина, сакаме да ни се придружите додека ги забрзуваме нашите виртуелни автомобили и возиме низ најдобрите 3 мобилни тркачки игри за минатата година. Љубителите на рели треба да го пробаат ова. Rush Rally 3 е најреалната тркачка игра што може да играте на вашиот телефон. Има многу игри за еден играч и повеќе играчи, така што може да се тркате на кој било начин. Работи на сите 3 контролори и има систем за контрола на допир, што може да го промените за да ги најдете поставките што најдобро ви одговараат. Rush Rally 3 има систем за оштетување во реално време, што значи дека кога ќе удрите во дрвја, други автомобили или предмети, вашиот автомобил ќе се свитка и ќе се скрши на вистински начин. Ако сакате вистинско рели искуство, не треба да барате понатаму. Иако тркачките игри во прво лице се пореални, овој тип на игра сепак ќе ве направат подобри во трките. Rush Rally Origins е најдобра игра во оваа своја категорија. Се надоврзува на претходната игра на серијата за да направи возбудливо рели искуство. Можете слободно да изберете како да играте Rush Rally Origins. Може да направите контролите на екран да ви одговараат на вашите раце или да си поврзете контролор. Rush Rally има опции за двете. Луѓето кои имаат Play Pass може да играат бесплатно бидејќи една од најдобрите игри на услугата. Пробајте Hot Lap League. Има доволно континуирани тркачки карактеристики за да ве заинтересира, но забавните патеки се она што навистина е истакнува. Можете да правите работи во Hot Lap League, што не можете да ги правите во ниту една друга тркачка игра, бидејќи не ги следи правилата на физиката. Има огромна количина на материјал за сите. Временските трки се забавни за луѓе кои не сакаат надпреварувачки трки и секој брзо ќе се справи со циклусите, скоковите и магнетните патеки. За да победиш, треба да бидеш добар во контролирањето на болидите, бидејќи сите се исти. Тоа е многу забавно и љубителите на трките треба да ја пробаат. Сите љубители на тркачките игри, еве ви можност овој викенд да пробате некоја од овие кои што ви ги предложивме, доколку се уште ги немате инсталирано во вашиот мобилен телефон. Ние убаво ќе бираме меѓу сите оние информации кои што веќе следната недела ќе стигнуваат и се разбира сите оние иновации кои што заедно сакаме да ви ги презентираме во секое ново издание на Digi Plus. Во меѓувреме, ако нешто пропуштивте, Digi TV MK имате на YouTube во целоста нашите емисии, а исто така можете да не следите преку социјалните мрежи, а тоа е Instagram и TikTok. Исто така Digi TV MK, па проверете затоа што ќе има интересни изненадувања и подароци за сите вас таму. Се гледаме следната недела во истиот термин на телевизија Телма. Бидете иновативни и уживајте во иновациите. Секој добро!